влезен во собранието во редовна процедура, ќе има јавна расправа за истиот и нема злоупотреба на европско знаменце. Кога Оливер Спасовски беше технички премиер на владата, 10 февруари 2020 година, владата усвои предлог на закон за јавно обвинителство, на кој што му стави европско знаменце без никаква основа. Ние знаеме, Катица Јанева тогаш беше во притвор, на Зоран Заев му се брзаше, требаше да го покрие тој случај, но да се стави европско знаменце на закон за јавно обвинителство е една груба злоупотреба, особено ако се знае дека председател на тогашната комисија за европски прашања во собранието беше сега осомничениот Артан Груби, кој што тука ги поменуваше законите со европско знаменце за 5 часа. Не за 5 недели или за 5 месеци да има јавна дискусија, да има расправа, да има амандмани, да има стручни согледувања на законот, се поменуваа за 5 часа. Владата на 10 февруари го донесе предлог законот за јавно обвинителство на полноќ, откако успеа да подкупи 6, 7 или 8 пратеници. На таков начин се водеше тогаш јавната расправа со европско знаменце и со подкупување на пратеници. И втора работа, за прв пат имавме во историјата на јавното обвинителство, се надевам дека нема да се повтори понатаму, притворен јавен обвинител, притворен од тогашната влада, притворен од тогашното обвинителство, притворен од тогашното МВР. Катица Јанева беше во притвор и од притвор даваше налози кој случај кај кој јавен обвинител треба да се префрли. Според членот 60 од Законот за јавно обвинителство јасно е напишано и тогаш и денес, императивна норма е, притворен јавен обвинител се отстранува од работното место, се суспендира, не може да дава наредби и да ја крши хиерархијата на која што сега се повикува колегата Оливер Спасовски. И се